Обвинителката која го води случајот Рекет, Вилма Русковска, е задоволна од почетокот на судењето за случајот, но вели дека очекувала признание на вина од повеќе од обвинетите, а не само од обвинетиот Зоран Милевски Кичеец. Таа пред новинарите го кажа својот дел од воведниот говор од судницата кој што го прочита целосно. Адвокатите на Катица Јанева пак истакнаа дека имаат подготвени докази и според неја судот ќе може да донесе правилна одлука. Адвокатот на бизнисменот Орце Камчев пак рече дека и натаму ќе бараат од судот тој да се води како оштетен, барајќи одштета, и истакна дека Камчев не е криминалец. Бизнисменот Орце Камчев и неговата сопруга Ана Камчева в петок ќе бидат сослушани како сведоци во постапката за случајот Рекет. Сведочењето на брачниот пар Камчеви е по предлог на обвинителката за гонење на организиран криминал и корупција Вилма Русковска. Таа денеска Камчеви ги спомна и во својот воведен говор во кој и порача на јавноста да не мисли дека тие двајца барале помош, туку да знае дека преку Кичеец се поврзале со Бојан Јовановски. Бојан Јовановски и Катица Јанева се изјаснија за невини. Добар ден и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. На почетокот само да најавам, освен темата која што ја разгледуваме денеска, тоа е процес Рекет, веќе е процес, не е само случај. Кичеец призна вина, Јанева и Јовановски се изјаснија за невини, а Камчеви в петок на суд. Освен ова за што ќе разговараме, дополнително ќе имате можност, доколку имате идеја или доколку сакате да поставите некакво прашање, тоа да го сторите преку оваа емисија за председателот на државата Стево Пендаровски, кој вечер му е гостин на колегата Младен Чадиковски во 24 отворено. Дел од тие прашања се разбира по разгледување на прашањата врз основа на преклопување со останати кои што веќе се подготвени од страна на уредничкиот тим, ќе има можност да бидат споделени и со председателот во неговото гостување од страна на вас, односно нашите гледачи. Доколку некој има идеја, 0260-91-924, 0260-91-925. Значи можете и преку јавување, јас ќе го запишам прашањето, или пак да не пишете на фан страницата на Facebook Очи во очи и при тоа да си дадете коментар, но основното јавување се разбира мора да ви биде за денешната тема која што ја имаме. И одиме веќе веднаш со јавувањата во однос на денешната тема. Добар ден! Добар ден. Ве слушам, повелете. Благодарам. Ја ми се чини дека одека, дај Боже да биде како што постакува господјата Русковска, сите да го признаат делото и да не да имаме едно дело кое ќе биде завршено во некој си разумен рок во неколку сослушувања. Да не се повлекува со месеци, со години и со децении, како што имаме случаеви во судството. Ако тоа така биде, ја мислам дека овој потек на господинот Кичеец треба да го поздравиме, се осетил виновен, го признал делото и истиот, значи, се помирил со судбината и ја кажал правата вистина. Меѓу овдека нас сите не загрижува, бидејќи и господинот Боки Тринеска, и Јанева, и сите тука има голем букет на учесници кои што ќе учествуваат во расветлувањето на овој случај, значи, кои ќе бидат повикани во иднина, дали ќе бидат од страна, значи, на Русковска или ќе бидат од страна на обвинетите, значи, ова клопче мора да се разјасни и мора да се отвори до крај. Меѓутоа, овдека јас се плашам од улогата на адвокатите. За мене адвокатите се најголемите кочничари, може да речам, и ова не е за председателот прашање, али тие се најголеми кочничари и тие го диктираат темпото, дали еден процес ќе заврши во разумен рок или нема. Утре не доаѓа, да речеме, обвинетиот, па не доаѓа сведокот, не доаѓа овој оној и на тој начин се провлекува целите настани и со тоа ние го губиме на рокот за добивање разумен рок да делото биде завршено на некој начин за, да речеме, за 5-10 месеци, за година, дена и така. До тука ние губиме се и тука крахираме. Поздрав до гледачите на 24. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Истече и времето таман. Дали имаме некој средна линија, повелете?
Добар ден. Да, добар Поздрав ден. за екипата на 24, на сите редовни гледачи. Јас ќе кажам следново. Штом Кичеец призна вина, не може останатите двајца, Боки 13 и Катица Јанева, да се чувствуваат како невини. Значи, тројцата тие биле уиграни, преку нив поделе парите и рекетот, што значи дека сите тројца се виновни и очекувам сите тројца да добијат соодветна затворска казна во разумен рок, не да се одолговлекува судскиот процес. Не може само Кичеец да биде затворен, бидејќи призна вина и утре ќе му се изрече казната, а останатите да се влечкат по судски лавиринти и да не може, да немаат вина. Значи, што мерен признавам, сите се виновни, тројцата се виновни, а плюс тоа и Орсе Камчев со тоа што дал пари за да биде пуштен од притвор, носи вина и за него треба јавното обвинителство да покрене истражна постапка и да биде соодветно казнет. Тој и многу дела други има за казнување што ги правеше криминалите. Не може да се обогати тој преку ноќ и да стане мултимилиардер, што значи дека во Република Македонија мора да профункционира правдата и политичарите и носителите на функција да бидат гонети, не само обичните граѓани што сториле кривично дело. Мора да функционира државата, бидејќи ако вака продолжи, никаде нема да не води и никаде нема да одиме. Значи, очекувам Катица Јанева, Боријан Јовановски, Кичеец да бидат прогласени за виновни и да добијат затворски казни, а за председателот на Република Македонија само еден голем поздрав. Добро си. Така, добро, благодарам. Претпоставувам дека немаше прашање со оглед на тоа дека рековте само поздрав. Може би некој ако сака да постави прашање, најдобро би било да почне со прашањето и потоа да продолжи со коментарот за емисијата со оглед на тоа дека може да не достига време за да се доискаже. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете, речи погласно, повелете. Поздрав до тебе и само ви сакал кратко да кажам една работа. Ајде. Поглед на тоа дека Кичеец си ја призна вината, оваква ситуација адвокатите да не би можеле сега да го разлекуваат делото, единствено може тој да ја заврши целава работа. И сега ако е државата паметна и судството, нека му опнат 10.000 евра парички на следното рочиште да си каже што и како е било и да ова Голгота заврши за многу кратко. Се друго, овие адвокати едноставно изиграваат дворски будали, не матат нас како да сме ние прости, не разбираме зашто се работи, веќе се разоткриени, така да верувам, со самата изјава што ги си ја даде Кичеец, на следното рочиште, приказната е завршена. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Пресудата за трето обвинетиот во рекет Зоран Милески Кичеец ќе биде објавена утре напладне. Тој призна вина денеска на почетокот на судењето, во кое се обвинети и Катица Јанева и Бојан Јовановски. Милески е обвинет за кривичното дело примање награда за противзаконско влијание, за кое е предвидена казна затвор од 1 до 10 години. Цитирам: "Целосно се докажа дека го сторил делото за кое беше обвинет. Предлагам судот да му изрече казна ценејќи ги и олеснителните и отежнителните околности", рече обвинителката Вилма Русковска. Неговиот адвокат, Александар Новаковски, кажа дека судот мора да има предвид дека не се работи за јавна личност. Цитирам: "Тој е бизнисмен, вработен во компанијата на човекот кој го пријавил ова кривично дело", кажа адвокатот. Адвокатот рече и дека Милевски е татко на 5 малолетни деца за кои треба да се грижи. Има болен татко и претходно не е осудуван и побара условна осуда и имал и здравствени проблеми. Според обвинението, преку трето обвинетиот Милевски, кој ги договорил средбите на Боки 13 и Орце Камчев во неговиот дом. Боки 13 го уверил сведокот Камчев дека Јанева ќе ги исполни, односно ги исполнила сите негови барања. Таа, не знаејќи дека сведокот Камчев ги снима што зборуваат, како рекетираат и како Јовановски зема торба со пари од него, по телефон го уверува велејки: "Се ќе биде окей." За посредувањето Јовановски и Кичеец примиле награда во вкупен износ од 1,5 милион
односно 500.000 евра од Ана Камчева, сопруга на Орце, сведок во постапката и 1.000.000 евра од него. Јанева за куќниот притвор и пасошот за себе прибавила значителна имотна корист и тоа предмети. Мебел во износ од 296.040 денари, кој за неја го набавил обвинетиот Јовановски од фирмата Зона Мебел Скопје и пари во износ од 50.000 евра. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Па процес рекет почна и одма почна да смрди. И тоа не смрди, него брзди. Ако сите знаеме дека согласно новиот закон за јавно обвинител, за кривична постапка, во предисражната постапка обвинетиот и обвинителот имаат право да се спогодат. Тога се прашам колку сега ќе добие господинот правообвинет, бидејќи не се спогодил, а сега ќе мора да му запрете казна од 1 до 10 години. И сега ако денеска го признава делото, зашто не го признал во предисражна постапка, каде што ќе можел да добие поблага казна, колку денеска што ќе му лицитираат од 1 до 10 години. Што е сега ова што се случува? Зошто тоа, да прашам една работа? Втората работа е зошто се уште го нема обвинението за подкуп, што е дадено, бидејќи парите првиот дел имаме во играта, во случајот рекет имаме две полувремиња. Реакцијата на оштетените е откако почнаа да им бараат наводно уште пари. Но што правиме со нивната реакција пред им ги бараат парите кога дале 1.500.000 евра, како што тврдат они? Зошто тогаш не го пријавиле рекетот благовремено? Туку го пријавиле откако почнала цената да рипа. Јас кажав дека ова ќе биде еден голем театар и веќе почнува да се гледа театарот, затоа што како ќе го бутне Вилма Русковска правото на Катица Јанева како специјален обвинител да се спогодува со странки за други предмети. Тоа е едната работа. Втората работа, постапката што направи Камчев со кривичните пријави, откако втор пат одбија да му дадат пасош, уште повеќе му дава, да не кажам, непријатен мирис на целиот овој случај. А понатака ќе гледаме уште. Меѓутоа мислам дека буџетот ќе треба да се спрема со пари за исплата на оштета на некого. Овдека ќе паднат дебели оштети. Јас не Така, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, добре. Ве слушам, повелете. Па се сложувам со Радишанецот, дека навистина Кичец требаше уште да се спогоди со обвинителот пред време за признанието, меѓутоа да се спогоди денес. Јас мислам дека тоа во цел овој случај, бидејќи овие двајцата одрекуват, и Вилма Русковска и Боки одрекуват дека невини се, велат дека се невини. Кичец признава вина, значи на Кичец вината не ќе да е толку голема, колку што е голема вината на Јанева и на Боки. Зато Кичец и се нафаќа да признае некое дело и тука сега тој утре ќе му се донеси пресуда од судот. Ете, како што рековме, 1 до 10 години казната, 100% ќе добие нека минимална. Меѓутоа, Кичеци нема 100%, нема никаква заштита, например, од позади. Ова е и политички случај, ова не е обичен случај. Мене ми се чини овде има и доста политика. Оти има и политичари замешани во цел случај. Така да ова не може да помени туку така. Тука има доста копање, доста вадење на аргументи, едно друго, ќе излезат многу личности патени во ова клопка, така да Кичец изгледа смисли добро таа работа. Едноставно си се тргна, си рече, ќе биде што ќе биде, барем со признанието ќе добијам нешто минимално и така ќе биде. А овие другите пак ќе се влечкат и Така, истеше времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добро вечер, добар да, ден. ве слушам. Вака, ние обично луѓето што се јавуваме сме повозрастни другото. Добро. И живееме во едно убаво време, условно, пошто и тогаш не беше идеално, но каде што се ценеше честноста, што повеќе срамот почувствуваме и се бореме да не бидеме посламени ние,
и нашата фамилија, нашето обкружување сега сосем е нови времиња, например сега све повеќе има во некои обкружувања, кај што човекот што е во затвор го рачуна за херој ако отишол во затвор. Ако например нешто разврати не мора да се каже, тоа е као кој знае што, воопшто нема срам. Нема и денешниот ден со оваа помпа, можам да кажам, со толку специјални обезбедување 300 чуда, на некој начин, на одредени луѓе кој, ја за мене не ја, но некои луѓе викаат, па многу пославни стана овие криминалци, обичните луѓе кои што се борат секој ден за да преживеат. Така да, овие луѓе, тројцата и сигурно и други луѓе кои што се, јас ги жалам што дојдавме на таква ситуација, зашто се толку мизерни крадци, рами, а не господјата обвинителка, која што со дигната глава ќе каже како погледнува кон синот нези. Како и сите овие други што се вплетени во една мрежа, со алчност, со страмни работи. Јас само ги сожалувам и жално е и за луѓето што не преокупираа со вакви работи што не би требало воопшто да ги гледаме и да ги коментираме, но тоа е тоа, сега таква е нова ситуација. Се надевам дека сепак правдата ќе надвладе и дека многу работи ќе бидат почисти. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Да, за жал, она што го констатирате дека криминалците се поголеми звезди сега станати од оние кои што се впрочем обични граѓани, но поголеми звезди се станати и се во фокусот на јавноста, затоа што токму како такви, со презумцијата на невиност земајки го предвид тоа, се сомничат дека одзеле и направиле нешто со кое што дополнително го осиромашиле народот за кој што вие зборувавте, а кој не е во фокусот. На крајот на краиштата, повторно жртвата е тука народот. Добар ден. Ајде, здраво. Да, повелете. Па, што би кажал за ова со Кишец? Те ВМРО-овско, мислам, како да го кажам, ајде да не се изразам лошо. Значи, представник. Да не се изразам лошо, ако се изразам, ќе ми исклучиш, побаво не, инаку така ги третирам. Како што мислам да се изразам. Добро. Добро, и така, значи, ако ти текнува која беше онова со бомбите, која пукнаа првите бомби, Добро. и одмah двојцата ги патеа тие што беа у ВК, едно се сложи, се договори таму, исто како сега овој што се договори. Значи, тоа е оно традиционално ВМРО-овско масло, како да го кажам, значи, они се уште мислат дека ги држат конците у руки, дека она и додуше се учат со доти нивни. Значи, ја не сум пристрасен никој една партија, али нив не можам биолошки да ги сварам, тоа е, значи, расипано со срж. Значи, тоа е све игра нивна, и русковска, и све, они се мислат дека се залетале, готово ги грабнавме криминалците. Да правиот криминал се знае кој е човече. Овие се гола вода, а овој Киче се, еве, ја признам, значи, ја направив криминално дело, значи, штом ја признавам криминал, и овие се криминалци, сум се дружил со нив, сум взимал таму торби. Тоа е некоја местнека од страна на овие што ја пляшка државата 11 години, да не кажам кои што. А иначе, ќе се зафркнат, ја мислам дека има некоја јака стратегија тука разработено, на крај ќе се сопнат, чекори ќе се сопнат. Не знам како да го објаснам тој момент, ама све нешто ми каже дека по втор пат ќе се зафркнат овие ВМРО-ци во нивните интриги и игри што ги прават. Инаку, не може да бидат кабаети, Јанева и ова, он му дава пари, иде у Германија, он нека на спортски надпревари човеш, нелогички работи, ама ајде поздрав пријател. Поздрав, ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден, добро вечер. Да, повелете, ве слушам. Јас го слушав судењево Поки што изјави. Вика вака, колку што седев со Јанева, толку седев и со Русковска. Так. Поки и Кичеец за мене се поштари. Обвинетите кој давал, кој земал. Орце Камчев давал, Катица земала. Овие поштариве пренесувале. Зошто да ги обвинуваат нив? Тие биле, така уз нив се нашли таму. И сега ако земале и тие нешто, тоа е друга работа.
Ама Бог и друго кажа. Јас рече ќе ги кажам сите кои се вмешани. Има многу. Не знам дали го гледате то, беше напишено, го чита. Да. Ја мислам дека мечката позади стои и треба таа да ја чепнат. Иначе овие сега ги пуштија малце низ вода, а Боки што го држа толку време за многу краток материјал, како да речам, ускуден материјал што може многу брзо да се открие, да се реши, многу го држат и болести му најдо, и операции му направја. Ја не знам кофа дали му спремат, за да не ги каже овие главните капетани. Тука некако мене сумливо ми доаѓа работава. И затоа ова се влечи вака, се тегне и што има Кичеч да признава, пари, ако признал дека зел пари, тоа е во ред, признам и да, доземав. Тоа не е обвинување, име нека ми тај некој, ја ќе ги земам. Тоа е тоа. Толку пријатно. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добро вечер. Да, ве слушам, повелете. Гледајќи ситуацијата досега, јас велам од моја гледна точка да се казнат најстрого и да се бутнат во оние кели каде што се осудени луѓето за минимални работи, да го осетат дното на животот, да видат како луѓе се бесправно осудени и да осетат што значи да бидеш на дното од животот. Ако не се откријат другите луѓе кои биле соработници со нив, а мислам дека има доста такви, тогаш целта не е постигната. Тогаш законот не се толкува за секој од нас подеднакво. Друго, да се осудат најстрого, реков, ради тоа што тоа ќе биде поука за други такви кои се бават со тој занает, со рекетот. Не се само тие, не се само во Скопје. Јас верувам дека има доста такви рекетари во другите градови. И би требало да се јават луѓе кои се рекетирани, да имаат храброст да кажат овој што дал од Битола 700 и кусур илјади евра, прво да се запраша народот од каде му се тие пари. Бил градоначалник, бил на некоја друга функција, треба да се прочиства и тоа. Тие се сигурно пари кои што не прошле преку Управа за јавни приходи. Има уште многу работи да се кажува, но во следната емисија. Добро. Бидете поздравени. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Само да уклучам од пораките кои што ни се стигнати преку интернет, така што режија ќе ми ставите тајмер мене од 2 минути, само да отворам, чеки. Бидејќи има доста пораки, дел се од нив и прашања за гостувањето на председателот Пендаровски во вечерашното издание на 24 отворено. Добро, одиме со ред. Пуштете режија. Георгија пишува и вели: ако триото работеле заедно, тогаш не можам да разберам зошто вината ја признал Кичеец, а останатите две особи биле невини. Ќе видиме како ќе реагираат судиите кои го водат овој случај. Накрај нема да биде ништо со почит. Завршува Георгија, со почит и до вас, Георгија. Понатаму пак Љупчо Зани пишува и вели: продолжува перењето на мозокот на македонската јавност, епизода кој знае која поред во изминативе 30 на години. За истото дело едниот сторител ја призна вината, другите двајца биле невини. Баш ме интересира како докрај ќе го исперат овој Валкан Беш. Завршува Љупчо З. Тане и ни пишува и вели: од сето ова што се случува денеска и што ќе се случува утре и во блиска иднина може да извлечеме заклучок дека уште не сме го допреле дното и дека и понатаму паѓаме. Ни се повторува истата ситуација од пред една недела, од пред една година, само актерите се менуваат. Зашто криминалците се однесуваат така како што се однесуваат, па тие знаат и гледаат какви луѓе седат од другата страна. Ама ова вака не може да оди во недоглед. Поздрав и до честните македонци. И да додадам, Кичеец направи добра работа и до некој степен го помогна расчистувањето на овој случај. Завршува Танеј. Ве поздравувам и вас.
Тони М пак ни пишува, вели, на крајот од целиот тој театар обвинетите ќе си добијат и обештетување од државата, освен Кичеец, кој ќе одлежи некоја година, ама за возврат може ќе добие некоја пара за да посведочи во корист на другите обвинети, завршува тој. Сашо С пак вели, па дали се нормални овие што велат дека ќе имало плаќање на одштети, Кичеец не даде спогодбена изјава затоа што беа убедени дека ќе се заташка сето ова, а ќе има брзи пресуди само да се скрати процесот и да не се каже докрај кој стои зад сето ова од врвот на власта. Дури не знам како здравствено ќе помине Боки 13, срамот е нанесен, никој повеќе не верува во истрагите што ги води СЈО. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Огнен Зоран Милевски е сладка жртва, да речам тука. Че ги преземи сите дела на него, а зашто велам сладка? 500.000 евра в джеп му се, милион во ВМРО од ДПМН е. Отидени се. Това да го... Може да го снимиш и ова слободно. Компјутерот твој во глата, ради го. Тој ќе ги преземи сите дела и од Јанева, и од Боки 13, бидејќи сите пари ги грабна и така завршија. 500.000 за мене, па дали ќе ме осудат и колку ќе ме осудат не е важно. Другите во ВМРО отидоа. Добро. И нема да има голема продолжување ова да иде. И нема да има некој круко што вика овие. Друго, сотворат и неколку се, не се многу. Толку се. Такви превари, измами има многу. Тој Зоран Милевски е најголемиот преварант. За това ризик ствара капитал. Така ќе се види неговата фамилија обезбедена. 5 деца, по 100.000, 500.000, сопругата му е запослена и така натаму, биди поздравен, Огнен, запамти го ова. Добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушам. Вака се. Ја не да крадам, кога имам борч некому, дали во продавница, дали на Огнен, дали на Јанко Станко, и ако не гледам, ја наведнувам главата, мислејќи дека он не ме гледа мене. А во овој случај, кој што ние сите верувавме во незе дека нешто ќе стори, и дури да вика дека со крената глава ќе биде и на суд и вон судот, стварно не можам да помислам од каде и како го извади тој збор. Не знам дали ме разбравте. Значи, борслија да сум, па иако не гледам, ја наведнувам главата. Што побрзо да поминам, Божем не ме гледа. Ама вака, ова е игра, господине Огнен. Значи, сите слушатели, гледачи ги слушнав ја, значи сите се сложило дека е ова игра. И на крај ќе заврши така како што ќе заврши. Сите ќе одат со крената глава, ама народот нема да им опрости. Ако има више сила, нема да им опрости. Пошто тие пари се наши пари. Значи на граѓаните се тие пари. Не се на Катица и Кича и 13 и така натаму и така. Има многу, ама ако има више сила, ќе ги повраќат тие пари. Ајде, пријатно, благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали има некој следен на линија, повелете? Ало? Да, ве слушам, повелете. Тоа вече вака, слушам сите и не знам вие народ како може да се чуде никој човек. Абе, зошто не дојде од страна, друга држава, да испита. Оваа држава сите се криминалци. Ни у Европа нигде нема да напримат. Треба да дое голеоток се отворе и да затвора сите. Јанеска, тоа се одземе се. Боки 13 и не те исто. И на Кичес, и у Македонија има доста такви. На сите треба да му се одземе. Од 90-те година навеки се треба да се конфискува. И треба да му се одземе. И ако тогаш дури може Македонија да тргне напред. Иначе, вака Македонија
тоне уште повеќе. Вака Македонија се равне со Африка и нема нигде да одиме напред. Само прост народ на гласови испаде гласе за ние. И па така не био више. Затоа од Македонија младите бегат. И јас сега кофер спремам, бегам од тука. Жена, деца, тука се продавам и заминувам. Од и оваа држава со криминалци не се живее. И кога Заев ќе го отвори тие брочалникот, у Скопје да се види у Македонија колку души се украдени фирми, Да, се да се испише. благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Има многу јасна, прецизна и точна тема за што разговараме денеска. Дополнително, надвор од темата, може само да поставите прашање кое што би сакале да му биде пренесено на председателот Пендаровски во вечерашната емисија 24 отворено. И тоа е се. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Не мислев дека сум јас, добро. Вие сте, да. Успеавте одма да фатите линија, повелете. Да. До кога со вакви демагошки предвидувања? Тоа е све алиби. Значи, секој предвидува вака така. Алиби за мафијата, за криминалците. Нема да се реши од странства да дојдат. Па сега, ево, овој во иста одговорност за делото Кичец, како Катица, Боки и сите други што предвидувам има најмалку 10. Значи, кога ќе биде тој осуден, а тој треба да биде осуден со минималната, има 5 деца, тој е многу битен фактор, дури може да биде ослободен, ама парите да ги врати со камата, да осетат и децата. А јас се нудам да му помогнам за децата. Значи, да ги врати парите со камата. А може и да не биде осуден, пошто признај. А признанието е за сите. Значи, виновноста е за сите. Слепен народот, значи прв пат се фатени. Сами се фатени во стапица. И кога тој ќе биде осуден, а фактички е осуден, само препорачувам да е со минимална и да е ослободен, да ги врати парите. И нема што да попуштиме ние. Другите вака, така ќе покриеле ќе се излечат. Нема се излечат. Со самата пресуда и тие се осудени. Со признанието и тие се виновни. Готово, нема што да се води понатаму на некој проблематичен спор. Спорот е решен. Со неговото признание и Катица максимално и Боки да ги вратат пари, да ги заврши пресуда. Судењето заврши. Нема правници, професионалци, со душа, со осет, со, да речам, не знам, блокиран сум, не можам да се изразам комплетно зошто толку демагогија. Добро. Благодарам за јавувањето, истече времето. Од останатите пораки, пуштете ми тајмер режија повторно, бидејќи има. Со Сашо С застанавме кај тоа дека претходните двајца лаици само што не рекле дека Груевски го наместил рекет, не можат да сватат дека тие што ги доведоа на власт, тие и ги тргаат на исти начин, затоа и се оди на предвремени избори и не берете гајле за ВМРО ДПМН, во голема каша сте СДСМовци. Сватете веќе еднаш, завршува Саша. Љубомир М пак ни пишува и вели: почитуван оглен случајот рекет е всушност случај подкуп, па во врска со сета оваа представа сакам да поставам две прашања. Има ли снимка од собата кај Камчев, како се бројат и преземаат парите и уште поважно како тоа господинот Камчев има дома 1,5 милион евра и од каде му е толку кеш? А Кичеец не случајно ја признал, условно речено под наводници му е ставено вината, нешто многу е слично со еден поранешен случај, завршува Љубомир. Беджет пак ни пишува, вели: добра вечер, Огнен, поздрав до тебе и до останатите, благодарам и вам исто. Се ова околу рекет личи на комедија, се нешто мириса дека сите ќе се ослободат. Поздрав и добра вечер. И вам исто, Беджет. Анонимен гледач пак ни пишува и вели: поздрав до тебе и екипата на очи во очи, овие ВМРО-вците да не скокаат многу, после 2-3 рочишта делото ќе биде преиначено во подкуп, бидејќи јасно ни е на сите дека нема рекет него класичен подкуп. Иначе за оној што се интересираше за имотот на Заеви, нека знае дека Заеви се приватници уште од екс-Југославија. Завршува анонимниот гледач. Ристе Капак ни пишува и вели: со еден збор лопови. Завршува тој и таман уште 30 секунди. Сашо М пишува и вели: уште од формирањето на СЈ од ДПМН Грчевито се бореше истото да не постои, еве таа цел си ја исполнија. Главната улога ја одигра човек на Заев, Катица Јанева. За овој заплет, Гордиевиот јазол е детска играчка, завршува тој.
Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Русковска каде е да го повика прво најголемиот велепредавник е аболициран криминалец по име Зоран Заев. Каде е да ја повика Афросина Ременски со незиниот маж. Прашање до председателот да не помисли да го аболицира велепредавникот и криминалец Зоран Заев. А тоа е прашање или констатација? Тоа е прашање и Тогаш ве молам формулирајте го како прашање за да можем... Господине, само До председателот љубави, до председателот нема Господине, само ве молам пополека. Може ли да го формулирате прашањето за да не го формулирам јас? Да. Ајде. Прашањето е дали ти го помилува. Велепредавникот и аболициран по не знам колку пати Зоран Заев. Дали го разбравте прашањето? Го запишувам, господине. Бидете трпелив, ве молам. Не, да ве прашам. Велепредавникот и аболициран по не знам колку пати Зоран Заев? Аболициран криминалец по не знам колку пати. Така и запишав. Толку? Така така и Добро. Друго нешто? Па тоа е прашањето, дали има намера за тоа што? Во ред, тоа ве разбрав. Дали имате нешто да дополните, дали имате друго прашање или коментар? И тој и цела гарнитура од СДС предавничка. Добро. Имаме снимки, имаме докази, доста веќе беше криминал. Добро. Тоа е се. Името ваше? Не, имам јас уште 5 сата да зборам. Името ваше, се извинувам. Зошто ви е потребно името ваше? Па за да не биде дека сме го измислиле ние прашањето, да знаеме кој го поставил. Пошто знаете кој се јавува и ги проверувате. Јас, господине, не знам кој се јавува. Сакате ли, оставете го гледачот. Господине, ве молам, не бидете невоспитан. Значи ви поставив многу едноставно прашање. Кое е вашето име за да не излезе? Ама господине, изслушајте ме сега. Господине, немаме идентификатор. Тоа го имам кажано во изминатите години многу пати. Вие зборевте дека од ВМРО палатата ви се јавувале. Вие бевте тој. Молам? Вие зборевте дека од ВМРО ви се јавувале во емисија. Дали се јавуваат затоа што знам, затоа што ми кажале самите луѓе дека се јавуваат од таму? Погласно режија, молам? Идентификатор. Секој еден телефон денешен има идентификатор. Ние, господине, немаме поради зачувување на приватноста на оние што се јавуваат. А на што се јавувам? На фиксен апарат, господине. Па на фиксниот апарат... Немаме идентификатор. Немаме, господине, ви поставив едноставно прашање. Сакате или кажете го вашето име, или измислете некое име, да не измислувам јас. Господине? Покажете ми го телефонот. Господине, ќе ми кажете име, ќе измислите име, или прашањето нема да биде поставено? А сакате име да ви ги дадам? Па името ми го знаете, гласот ми го знаете. Господине, не знам кој сте. Значи ве молам да не одолговлекуваме. Име ќе кажете или не? Не ви кажам. Благодарам за јавувањето, поздрав, ќе го избришам и прашањето. Значи ви дадов опција и да измислите име. Зошто го барам тоа? Затоа што не сакате да слушате, малку сте невоспитани и морам да ви објаснам. Затоа што ако случајно вечер колегата Чадиковски постави прашање на кое што нема никакво име, при тоа кажано вака јавно во емисија, дека е од граѓанин и од гледач, прашањето ќе биде препишано на нас. Начинот на кој што е формулирано прашањето, доколку не биде пренесено дека е од гледач и се препише на нас, ќе значи дека ние зафаќаме нечија страна која што патем не е во уредувачката политика на оваа телевизија поради неутралноста. И затоа ве прашав за името. Мислам дека е многу едноставно и многу коректно од моја страна тоа што ви го објаснив и што ве прашав и ви дадов простор. Следниот пат, почитувајте го она што ви го кажувам, затоа што за се има причина. А идентификатор немаме и тоа сум ви го кажал. Јас можам да ги побарам броевите, но тоа побарува да целата фиксна компанија побара да ми достави листинзи на јавувањата и јас повторно не знам кои се тие јавувања. Верувајте ми, немам време во животот да се занимавам со телефонските броеви чии се и кому припаѓаат. Добар ден. Добар ден, поздрав од Битола, господин Рос. Поздрав до Битола, повелете. Повелете. Вака сега, одма на темата, мене ми се чини дека Катица Јанева и компанија
се добро организирани во добра криминалистичка група и како такви треба да бидат преиначени делото што му се става, затоа што тоа не е вистинската работа што ја направија тие, тоа е казнено по законот и то строго казнено и од 5 години па до 25 и 30. Тоа не си вадам од ума, така речен адвокат, колега мој. Во секој случај се поставува тука прашањето дали овие тројцата кои ќе го видиш квалитетот и на Боке 13, и на Кичеец, и на Катица Јанева, ќе видиш разликата колкото до Обединетите Американски држави. Значи тука, осем тие трите мускетари, има значи во тој царски двор, во таа значи монархија, има и други луѓе, кралеви и кралици, кои го терале бизнисот и то двосмислено. Значи, не сме ние наивни или патиме треба. Дали може едноставно како Катица Јанева, која имаше блескава кариера, да падне под некои искушенија, да го упропасти сето она за 5.000 евра намешта или за 50.000 за кои јаки за тоа немало докази. Како ќе има докази кога се избришано од сите нејзини телефони, од сите нејзини компјутери, присилно ојде собранието на одмор, присилно отидоа сите надвор на Грча, не знам каде, сите се состанува по мишитатара, сигра се состанува на некои неопределени места и на вистина, ова е... Така, истече времето, благодарам за јавувањето. Мишитатара, тоа е збор што го немам слушнато одамна, што се користи во Прилеп и во Битола за криенка. Предобро. Добро, одиме со следното јавување. Добар ден. Ало, добар ден, господине. Да, повелете, ве слушам. Едно прашање од Кичо од Благоја за председател вечер. Ајде, повелете, само момент да отворам за да запишам. Повелете, ајде. Дали председателот Пендаровски, како и другите политичари, опозиција или опозиција... Само ве молам пополека, не сум дактилографка професионална, пополека. Дали председателот Пендаровски, како и другите политичари... И кои се во опозиција или на власт, мисли исто. И оти немаат надеж дека ние немаме друга алтернатива, или дали он мисли дека вистина нема и зошто така... Чекајте малку. Дали председателот Пендаровски, како и другите политичари кои се во опозиција или на власт? Дали и он мисли исто така дека немаме друга алтернатива осем Европска Унија? И ако е така, зошто така да живееме без надеж? Алтернатива освен Европска Унија, добро. Се за темата конкретно, ја мисля дека многу убаво кажа адвокатот на Бојан Јовановски, докази немаат и тоа така ќе се заврши, вистина немаат. Ние сите гледачи, сите граѓани не пред све, не да сосуди Бог и тој ки чае со таму, меѓутоа да сосуда тоа не вистина причината што дошле до Бог и ки че тоа се стори. Оние вистина кои ги зеле го оплjačкале буџетот, го оплjačкале народните пари. Тие мислат како што е тој тамо Камшев и другите така натака, меѓутоа ако било моje размислување, ако било подплатување и ако сакал да се ослободите господинот Камчев, имал адвокат, преку адвокатот ќе посредил со обвинителката, немало проблеми. Меѓутоа ова ќе заврши како што рече адвокатот, значи докази немаат, никој не видел, никој нема докази дека пари се земени, дека ташните имало пари, дека парите се снимани, значи тука докази нема за овие кривични дела џабе, ние се нервираме џабе. Само пред да ве исклучат, ќе ве замолам името уште еднаш. Благоја од Кичева. Благоја од Кичева, добро. Благодарам многу за јавувањето, истече времето, ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден, ве слушам. Па јас не им верувам на досегашните што беа на власт со овие 30 години. Добро. И затоа ќе речем, само со нова опција, честност, ќе победиме во Македонија. Чистејќи го 30 годишното џубре што се го направивме. Сите сме криви и ние острена, затоа што на криминалот место му дадовме. Кој трае, си расте.
Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Да. Огнен, добар ден. Добар ден, ве слушам. Сакав чисто да ве слушам. Ве почитувам. Благодарам. Имам месец дена, кога се јавувам на 24 вести, ми се јавуваат или запатен, или исклучен, или не е дозволено. Без оглед, јас сум ветеранка од 90 година, никого не сум навредила. Ако нешто му пречи мојот квалитет, срамота е да бидам исклучена од 24 вести. Како да бидете исклучена, не ве разбирам. Па, еве, телефонот го кревам и вели вака, запатен е, исклучено е, не ви е дозволено. Месец дена се случува ова на вашата телевизија. Господјо, има луѓе кои што по 3 години чекаат да добијат врска во оваа емисија. Не, слушнете ме убаво. Се работи за некој од приемот таму, како ги викате, што ги примат. Добро. Што ги викат на телефоните, не знам што не му се допадна. Јас сум толку одмерена и воспитна. Господјо, никој не би знаел дека вие звоните, како што кажав и пред малку во емисијата, идентификатор немаме. Ве слушна, тоа ми даде повод на онај што не сакаше да окаже името. Добро. Секој што има храброст и што сака да извести, треба да се представи, ако на вистина бара да се постави нешто на дневен ред. Точно така е. Јас апсолутно застанувам на ваша страна. Точно така е. Значи, затоа кренав, иначе немам намера да дискутирам. Катица си беше со чисти раце, па сега си е со чисти образ. Катица е само обичен пиун, да речам, пиунчуна. Во шах не знам дали знаете да играте шах. Иначе јас сум не многу, ама знам да играм шах. Значи, едно обично пиунче, лево, десно. Добро. Благодарам за јавувањето, тоа беше последното јавување. Јас искрено жалам доколку сте се почувствувала дека ви е одземено некакво право во однос на јавувањата, но како што споменав и пред малку, идентификатор немаме. Колегите кои што ги примаат повиците, не само што и да имаат идентификатор, верувајте, немаат буквално воопшто ни трошка време да видат кој се јавува, бидејќи само креваат и пренесуваат одма за во емисија да се вклучи. Така што веројатно било се прашање на сплет на околности да не сте можеле да добиете, затоа што линијата е најчесто зафатена или ако не е зафатена, тогаш делува како да е исклучена поради блокираност. Некогаш една од линиите не функционира поради преголема блокираност од константни јавувања во ист момент од многу луѓе. Добро, нема време за останатите пораки кои што се пратени на фан страницата. Ќе проверам само во нив дали има прашања до председателот и ќе ги пренесам. Ви благодарам за јавувањата и за пораките и се гледаме повторно во четврток. Утре ќе се дружите со колегата Исо. Пријатно.